Немаше друга опција. Воопшто не ни помислував дека може да не го работам ова, ќе ви рече тој. Кога ќе си дадеш сам себе си аплауз, тоа е она најважното. Секој актер добро знае кога бил добар. Кога она што го одиграл на сцена било вистинското. Отворено и искрено. Неформално. Со Зоран Љутков. Љутков, сцената е веројатно на место на кое што се чувствувате најмногу свој. Може ли да ни опишете како изгледа кога си на сцена за еден актер? Пред неколку години носев кратка коса. Постојано. Кец. Так и толку. Да не се малтретирам ни за представа, ни за ништо. И после некое време требаше да направам некоја моја биографија да пратам и ми побара во последните неколку години што сум работел да земав фотографии и видов всушност дека јас изгледам исто во последните 5 години во скоро сите улоги. Тоа е така од надвор. Веројатно ако тргнуваш од себе си во улогите, ако ги говориш само од твое име, веројатно и тие би изгледале исто. Затоа постојано бегам од себе си во сите улоги, затоа што сметам дека јас самиот себе си сум си досаден многу често и не сакам да ја замарам публиката со мене. Едноставно гледам колку може да украдам од ликовите и да направам нешто што јас никогаш не би го направил во животот и никогаш не би се осмелил да направам такво нешто. Тоа на сцената да изгледа многу дрско и многу безобразно и многу отворено, а од друга страна и искрено, а сепак да излезе тоа од Зоран Љутков. Така да многу пријатно се осеќам на сцена, но некогаш и многу страшно затоа што некогаш излегува од мене нешто што не сум очекувал дека може со таква енергија да излезе. Дури ќе помислам дека ова може и треба некогаш да го направам. И да го направам и надвор од сцена. Да, надвор од сцена. Така да, сцената ми е еден простор во кој што некако бегам постојано од реалноста, бегам од луѓето, од приватниот живот и така да тоа е некоја како да кажам, некоја позиција која што ме прави многу почист надвор. Кога не знаеш како да ја канализираш како дете, како тинеџер, својата енергија и наречено пробуваш многу ситуации, многу професии, да ги опипаш, да видиш каде си. Што си едноставно сватив дека никаде не можам да ја потрошам својата енергија. Голема. Значи тогаш онаква тинеџерска, силна, полна. И многу често ја канализирав во погрешен правец. И многу се каев заради тоа. После несвесно, од кога почнав да влегувам во тие аматерски дружини да работам представи, сватив дека всушност јас си доаѓам дома и си легнувам многу мирен, многу чист, многу исполнет, празен. Тоа го сетија и родителите дека јас конечно некако се смирив. Успеав да се најдам. Дека канализирав нешто. Почнав да се осеќам пријатно во таа работа. Шо напната ситуација ќе беше, бе. Повеќе плашење нема. Од сега натаму руцанте не се плаши. Војната. Понекогаш, од таа војната човек не може ни да се на рад. Пред да се запишам на академија, бев во војска 9 месеци. Морам да кажам дека и таа улога на војник
некако ми се допадна. И всушност сватив дека многу сакам, се осеќам пријатно таму каде што има страшна дисциплина. И таму каде што ти одговараш за своите постапки, си самостален, а сепак колектив го прави крајниот крајниот производ. Да. Така да немаше друга некоја опција, освен да речеме актерството. Не ни помислував, воопшто не ни помислував дека може да не го работам ова. Да. Сте изјавила вакво нешто, споминавте дисциплина. Ние сме им починати на режисерите, ние бараме ред и дисциплина. Тоа ни е многу важно за нашата сигурност и креација. Веројатно сте уште сте со оваа мисла. Да. Што може, ако сакаш да научиш или да украдеш од режисерите, или колку се тие важни во процесот на создавање на една улога? Многу зависи од режисерите. Мислам дека голем режисер е оној кој што знае методологија да работи со актери. Мразам кога режисер ќе ми каже на сцена ајде Љутков, голема работа, ти го знаеш ова, си го правил милион пати. Не сакам да го правам милион пати. Секоја, затоа не постојат магистри по глума или докторати по глума, затоа што ние со секоја своја улога опипуваме нешто сосема друго, магистрираме, докторираме, дипломираме, истражуваме, цело време се случува нешто ново. Затоа сакам работата со режисер да ми го покаже патот на ликот, затоа што тој е носителот на сите содржини внатри, на сценографија и на костим. Веројатно тој дека ја има смислено целата представа, целата идеја, целиот концепт, за да одлучи дека да, ќе биде Љутков или ово или оној во представата и веројатно знае што треба да побара од мене. Се сеќавам на еден режисер побара комичар и ми понудиле мене. Ми даде да играм сериозна улога. И на премиерата ми вика, веројатно цело време се прашуваш зошто побарав комичар да игра сериозен, страшен лик. И викам да, затоа што само добар комичар може се да одигра. Тоа мене многу како да кажем, некако ми поласка, ми направи да се осеќам убаво во својата работа. Кога ќе ти открие нешто и од професијата, кој ќе те направи важен, кој ќе извади од тебе нешто што веројатно не си го имал претходно или не си бил свесен. Таа е најважната работа во нашата професија. Затоа останавме ние многу често да уживаме да работиме со своите педагози, професори, со Љубиша, со Милчин, со Унковски, кој што... Тоа ќе ве прашав следно, што научивте да речеме Милчин? Колку што знам беше вашиот професор, така? Милчин, мојот професор, тој ми го покажа патот, сушност. Можам кажам дека тој ги извади сите работи од мене, кои што не сум, како да кажам? Не сум бил свесен дека можам да ги направам, или нели? Не се дел од мене се. Тие се луѓе кои што многу добро знаат да прочитаат луѓе. Кои што знаат како да им ја канализираат енергијата, каде да се движат, што треба да прават. Тоа понатаму се случува на поинаков начин, на многу побрз и поинтензивен во креациите и во работата на представи на академија. Имаш 4 месеци, 5 за еден семестар да направиш нешто, овдека мораш за 30-40 дена да биде, за 30 дена ти мораш да бидеш готов подготвен со улогата. И веројатно затоа уживам уште и сакам да работам со тие, затоа што тие сушност се и педагози. Има ли некоја лекција, некоја реплика која што се сеќава тебе, се сеќавате од некој од своите професори или режисери со кои што сте работеле во однос на тоа, на создавањето креација, во однос на тоа што значи актерството? Па не баш, да речеме нешто конкретно и дека да речеме
една од битните работи кои што секогаш си ја кажувам пред да почнам со било кој лик е тоа на професорот Владимир Милчин, дека за да имаш успешен лик, за да имаш успешна представа, мораш да живееш 10 пати поинтензивно од твојот приватен живот. Светот на театарот е многу поинтензивен од оној обичниот. Затоа ние не смееме да ја пресликуваме реалноста, не смееме да ги пресликуваме ликовите. Едноставно мора на сцена да бидеме силни, жестоки, моќни, за да можеш публиката да ја шокираш, да ја изненадиш, да ја вознемириш, да ја расплачеш, да ја растажиш. Тоа е нашата идеја. Доколку останеш рамнодушен после представа, не сме успееле да направиме ништо. Затоа ја сакам јас. Те гризаш. Поттана сцена. Поттана сцена. Да, јас затоа ја сакам моќта на гласот и енергијата која ќе видиш кај актер, дека му се испукани очите од таа силина што ја има на сцена. Им се воодушевувам на тие актери. И веројатно се трудам да одам натаму во таа линија, избегнувам млаки, едноставни, монотони ликови кои што едноставно не носат никаква порака кои што не ти помагаат ни понатаму во твојата професија. Веројатно таа ќе биде една реченица која што ќе ме носи цел живот некако. Кој ќе го прочитам ликот, едноставно викам јас со тоа не ми се допаѓа или ми се допаѓа. Да. Кој е најубавиот миг? Постои ли таков? Знам дека аплаузот е оној кој што, нели, за кој што живеете, особено вие актерите, нели? И воопшто во секоја професија веројатно нечи аплауз, само фигуративно, но овде е и вистински. Тоа кога аплауз има најголем или тоа кога... Па не верувам дека е толку аплаузот. Тој што те прави. Едноставно има нешто пред аплаузот кога ти ќе си дадеш сам себе си аплауз. А тоа е моментот кога и да немаш аплауз, ти знаеш дека тоа што си го направил е дека си погодил. И самата тишина, смрзнувањето на публиката е голем внатрешен аплауз. Кога самиот ти почувствуваш дека си точен, дека правилно е тоа што го правиш. Така да мислам дека тие мигови мене многу ме исполнуваат. Можеш на крај да не добиеш, не знам каков аплауз заради тоа што ликот не е херој или да речеме публиката не навива за него. Но во секој случај знае публиката да го оцени, да речеме, да оцени и таа страна. Може би да не ти аплаудира. Така, може да излезе, да се поистоветува со тебе, едноставно да ти ја тресна вратата и си оди. И тоа е дел од вистински од нашата работа. Да. Имаш станно на бело дека си нормален? Имам, потврда. Покажи. Не. Читај. Пациентот е во стабилна психичка состојба. Колега, мене ова стабилна нешто ме боли. Зошто? Чакаме. Критиката после кралот ви кажа дека, нели, ви извади од контекст, веројатно кажувајќи дека тоа е најдоброто нешто што ви се случило во однос на актерството. Па вие рековте не, уште многу улоги ме чекаат и уште многу нешта во овој најпродуктивен веројатно период за секој актер. Знам дека често актерите кажуваат дека нема улога која што, нели, вака би сакале путен или најдобра улога од сето на што го одиграле. Но постои ли таква? Веројатно многу постои. Да, меѓу се нешто што сме направиле во животот и сте направиле и одиграле, постојат улоги во кои што ви било најубаво или сте ето тоа што го рековте, најточен, знам дека е тоа вистинското. Да. Многу често се случува еттен да си ги сакам ликовите. Не е важно колку е таа скапа продукција, ефтина продукција, дали е тоа пучки театар или е, да речеме, елитистичка представа. Многу често малите, ситни ликови, оние кои интригантите, оние од кои што има
од кои да црпиш, тие веројатно ти даваат, те тргаат малку настрана од твојот логичен живот и ти прават да се чувствуваш во нив добро. Така да речеме, Иби е исто еден од тие ликови каде што буквално заборавам дека ја играм во представата. Да, вие велите игра трае 2-3 часа, јас сум тамо 20 минути само. Да, заборавам дека веројатно тоа се случува и со огнени јазици. Тоа се случува и со Мушичка, со Бетија. Тоа се случува во Ноќите Бел сатен. Тоа се случило и во Ревизор Клестаков, исто една представа која што ќе памтам цел живот. Значи има многу такви кои видам сите тие се едни негативци. Да. По природа негативци. Да. Така да можеби гледаш еве сега во моментов сваќам дека можеби мене негативците некако ми лежат. А кој е најголемиот? Имат материјал за работа. Кој е најголемиот критичар всушност? Чија критика ви е најзначајна? Кој кога ќе кажа, знаете дека не знам, кажано е тоа, да. Кај нас многу ретко постои маркетинг во театар, да речеме, дека ние мораме нешто многу по телевизија да се рекламираме па да имаме публика. Тоа не е точно, едноставно нашата порака се носи од уста на уста. Кога ќе излезе публиката и ја гледате енергијата каква е, колку е задоволна таа од представата. Би сакал некогаш да сум надвор во фоајето. Добро. И да ги слушате коментарите? И да ги слушнам коментарите. Затоа што кога излегуваш од представата, тогаш си, нели, најпресен, најсвеж во однос на емоциите, во реакциите и тие реакции се секогаш најточни. Дури и да се дрски и безобразни, дури и да се многу убави, да се ептени, еуфорични, тие се многу точни. Не е битно дали по 5 минути ќе смените мислењето и ќе речете, ама добро, можеше и подобро, но вистинското е кога ќе излезете од представата. Би сакал да сум таму и да ги слушнам тие коментари. Можеби ќе поправиме многу работи. Но едноставно најдобриот коментар е од колегите. Од колегите, да. Тоа сакав да ве прашам колку колегите знаат да бидат и дрски и безобразни и да го кажат она што го мислат. Може да се случи и да сте добар на сцена и да не ви дадат комплимент, да ви дадат некој. Но ние знаеме да се прочитаме кога е тоа добронамерно, кога е злонамерно, да. Така да многу ми е кејф кога колега ќе застане позади сцена да ме гледа, или пак јас сум многу среќен за некој колега дека сум застанал позади сцена и да го гледам. И сакам да видам што прави на сцената. И заборавам дека веќе 15 минути го следам или го... Тие ми се супер моменти. Се наоѓаме во холот на Драмскиот театар и зад нас се фотографии кои што веројатно за многумина значат многу нешта, значат култура, значат многу тежат. Така најкратко. Кога си вака во ваков амбиент, тогаш предизвикот е поголем да направиш уште нешто кое што ќе остави некаков белек печат, ќе бидеш дел од сен она што е Драмскиот театар? Веројатно е многу убаво да ти има вака закачен на зид. Некој миг краден од. Но тоа се нели фотографии кои што ќе останат во меморијата, но тоа сепак се фотографии. Кои што ќе видиме, ќе се потсетиме на некое време. Многу сакам кога сретнам луѓе и на пример ќе ме речат, се сеќаваш пред 15 години. Пред 15? Да, за таа представа. Зошто не ја врати? Значи, тоа беше врвот представа. Колку беше добар овој во таа представа. Идевме, се тепавме да дојдеме да го гледаме него, да купиме карта само за тој актер, доаѓавме. Веројатно тие спомени кај луѓето се едни од најдобрите кои што никогаш нема
да се избришат, ќе останат врежени. Така имам и јас многу представи кои што се уште не сум ни знаел дека ќе го работам ова, ми останале во некое свежо сеќавање. Значи без да ја видам фотографијата, едноставно знам да направам перцепција што се случило добро во историјата на македонскиот театар. Колку театарот може да ги помести работите, да го направи животот поубав? А не знам дали театарот треба да ни го прави. Не, да не освести, да не разбуди, да не Па веројатно да не поттикне, да. Тоа што кажав дека ние треба 10 пати да живееме поинтензивно на сцената отколку во приватниот живот, да го убрзаме процесот. Веројатно тука треба да ги кажеме и на публиката да ја убрзаме мислата. Побрзо да размислува, побрзо да свати, да не ја оставиме простор за некоја лежерност, па да прави калкулации. Разводнување и така натаму, да. Едноставно, кога е нешто честно и искрено, кога не е дневно политички, кога не е како да кажем, измрсено во представата. Испрљано. Да. Може би е вистински. Извалкано, еве добро. Да. Кога не е така со политиканство извалкано, многу сакам политички ангажираниот театар, затоа што всушност таа е една наша мисија да го критикуваме општеството, да му покажеме на негативните страни, да го покажеме нашиот социјален статус, економски, до каде сме, зошто сме, да освестиме, да промениме. Но сепак тоа треба да биде совршено јасно направено, без никакво политиканство и без валкање на професијата. Не сум сигурен колку успеваме во тоа. Да. А во Со представата моќта на медиумот, телевизијата, се бориме многу, но мислам дека има некаков резултат. Во представата Живот во тесни чивли направи томаш на денешното време, со сите приказни и проблеми што не мачат, каде што се чувствуваме како да шетаме во исклучително тесни чивли. Ова е дел од едно ваше интервју. Мислите ли дека се уште ни се на сите нам тесни чивлите или правиме комоција никаква? Никогаш нема да ни биде доволна комоцијата ни. Да, ние имаме големи апетити. Ако се, да речеме, затвораме во тие тесни чевли, ако тесните чевли ни стануваат комотни во еден период или ако ни сраснат за нозете и се помириме со тоа, тогаш ништо не сме направиле. Секогаш ќе бараме повеќе и повеќе, ќе бараме повеќе простор, ќе бараме поголеми плати, ќе бараме поинаков социјален статус, поинаков третман. Веројатно како ти растат апетитите и дома, нели, колку сакаш да живееш покомотно и поубаво, веројатно така растат апетитите и во нашата професија, што тоа не е лошо. А колку повеќе ни се нуди, колку повеќе ни се отвараат вратите, тоа ќе биде подобро за нас. И за крај, дали е убаво во кожата на еден актер, ако неговото име и презиме е Зоран Јутков? Убаво ли е да се живее во вашата кожа? Мене некако ми е комотно. За комотни чивли сум цело време. Јас еднаш реков дека сум си досаден сам на себе. Знаеш како имам чувство баш за претходното прашање дека денот ми е многу исполнет. Ама секогаш на крајот на денот викам ми фалеше денес уште еден. Уште нешто. Да, уште една нешто. обврска. Да, уште една обврска. Затоа што ми е многу интересно, не знам. Забавно ми е интересно. Дури и оние негативни страни што се случуваат околу нас, едноставно и тие ми стануваат дел од нашето живење и наоѓам некакво оправдување во нив. Така да не знам на некој друг дали ќе му биде комотно во мојата кожа. Вам ви убаво?
Мене ми е окей. Да, задоволен сум. Сега за сега. Ви благодарам за овој прв дел од Муабетот. Благодарам. Сцената ми е простор во кој бегам постојано од реалноста, од луѓето, од приватниот живот. Таа е моје прибежиште кое ме прави почист надвор. Отворено и искрено. Неформално. Со Зоран Љутков. Немаше друга опција. Воопшто не ни помислував дека може да не го работам ова, ќе ви рече тој. Кога ќе си дадеш сам себе си аплауз, тоа е она најважното. Секој актер добро знае кога бил добар. Кога она што го одиграл на сцена било вистинското. Отворено и искрено. Неформално. Со Зоран Љутков. Како е да се биде татко на Галена и Сирма? Предпоставувам по нивните реакции наутро кога ќе се разбудиме сите, предпоставувам дека нив им е окей, што сум јас родител, а предпоставувам дека постои една таква симбиоза и среќен сум што ги имам тие две деца и среќен сум затоа што се комплетно различни и двете имаат, иако се многу мали, имаат различни потреби, некако многу се разликуваат и во реакциите, и во барањата, и во сакањата. Така например, можеш да ни ги опишеш како? Па не знам, Галената. Галината. Првата, долго чекана, принцеза и предпоставувам дека тоа го има осетено од наша страна дека ние така ја третираме, па веројатно и одговара таа позиција и ја нагласува за уште 100% и ја трпиме. Сирма, иако има 9 месеци, таа е заборавена, оставена сама да се снаоѓа и многу поснаодлива, многу по стабилна во реакциите и многу посамостална. И мислам дека е добро што се некако така поделени. Веројатно едната од другата ќе си ги гледаат и слабите страни и позитивните страни, па ќе може да се коригираат. Како се делат обврските? Се делат ли всушност обврските или како имате некој прекјутен договор дома, кој што како? Веројатно е прекјутен. Веројатно е прекјутен затоа што некако теретот најголемиот паѓа секогаш на мајката. Двете имаат многу потреба од неа, но некако затоа што моите обврски се сега во овој период зголемени секогаш при крајот на сезоната и отсуствувам многу повеќе. Сега ни доаѓаат фестивалите, Рацинови средби, фестивал Стоби, премиерите се случуваат сите при крај, така да сум многу поотсутен и веројатно теретот е целиот некако фокусиран кај неа. А може би добро, не им досаѓам толку многу. Него си имате убава симбиоза сите три, јас им доаѓам како мала оддишка кога ќе се вратам дома, па сите крадат по нешто од мене. Не крадат, всушност ми фрлаат од таа супер енергија што имаат, затоа што јас често си доаѓам дома преморен и искубан од сите страни од разни луѓе. Таква е нашата работа. И тие враќаат делот енергијата, таа благородна и убава енергија. И така, предпоставувам дека е окей. А како е да се живее со актер дома, односно актерка? Никогаш не сум ја гледал Маја
како човек кој што е од иста професија. Затоа што ние во принципи не разговараме дома за својата работа. Некогаш и двајцата забораваме едни меѓу друг дека всушност чекај, ние имаме иста професија, ги имаме истите проблеми. Никогаш не сме разговарале на таа тема, никогаш не разговараме за своите Никога бевте улоги. дечко и девојка, никога. Никога бевме дечко и девојка. Да. Претпоставувам дека мене ми беше проблем мојата партнерка да биде од истата професија затоа што не знам, имав чувство дека нема изненадување во врската кога ќе се вратиш од работа, дека не знам да си споделиш што се случило денес, вчера, периодот. Да црпиш од друга енергија, од нечија друга професија. Секогаш мислев дека тие што имаат, кои што се во брак или во врска со различни професии се во голема предност отколку оние што се заедно со иста професија. Но некако ние си ги одвоивме професиите од приватниот живот и некако тоа функционира многу добро. Не е со договор, едноставно се случи дури и додека бевме дечко и девојка. И мислам дека затоа обстојува и функционира. Добро, тогаш никогаш не сте правеле муабет, никогаш не си знаел да кажеш, например ти или Маја да ти кажа, не знам, оваа улога ваква, унаква, не знам, као критика, или да прашаш како беше, ме гледаше како беше, ти се допадна, не, што ни чини да сменам. Сепак, нели, кога сте 20 актери... Кога си од надвор, кога не си од таа професија, значи можеш да прочиташ до каде стигнал твојот колега или твојот партнер. Да, подобро е читањето. Да, подобро е читањето кога не си од таа професија затоа што тие гледаат како обични гледачи, знаат она што чувствуваат да го пренесат во моментот. И јас најчесто ги сакам тие коментари и ги сакам компарациите на другите луѓе кои ќе речат да, во оваа представа беше таков, но овде нешто потврди, зошто беше не ти се виде енергијата, овдека беше многу моќен, знаеш. А кога си со актер, некако е многу затоа што му ги гледаш првен проблемите зошто направил таква улога. Едноставно сум го прочитал процесот на работа. Го знам режисерот, ги знам колегите, знам колку поддршка имале едни со други, така да моите критики или коментари се многу површни. Да речем со некоја така еден благ филтер самоставен на целата улога, што можело малку да промени затоа што сериозно знам со што се соочува. Исто мислам дека и од нејзина страна. Например, ќе биде коментарот, да, добро. Знам зошто е ова вака направено. Да, толку? Да. И толку не се коментира. Завршува, да. Да, нема провокација од типот, не знам, требаше подобро, можеше подобро, не, никогаш. Никогаш. Затоа што ти велам, ја чита... Не, ама тоа може би дава никаква самодоверба или никаков предизвик. Ја чита позадината. И затоа што и толку добро се познаваме, веројатно и такви ни се реакциите. Што исто мислам дека е супер. Добре, бе, мајко, ќе го тргнем, нема проблем. Немој си ми го пришло, Ти бе! Ja? Ти кога научи македонски? Ваш јазик многу лајк, 3 фирми и шпреке гуд. Во однос на она те препознаваат на улица како сега, популарност некаква чувствуваш? Секогаш. Кои се придобивките од тоа? За жал, кога ќе влизаш во банка, па преку ред на шалтер или не? Па има многу. Секаде има придобивки, мислам тоа не го злоупотребувам никогаш, едноставно ја имаш таа привилегија, ја искористуваш и тоа е тоа. Морам да кажам дека популарноста цела почна најмногу од Сашко и Сашка. За жал од театарот никогаш нема популарност, но некако и не е потребно. Не знам, јас немам чувство дека е во ред сите да те познаваат и дека е во ред сите да те запираат, затоа што, знаеш како, јас не сакам да се дистанцирам од луѓето.
колку и да е голема популарноста, јас сепак сакам да застанам на улица и да седам да пијам кафе со луѓето и да си разговарам со пријателите. А колку често тоа го правиш? Многу често. Да? Да, многу често. Јас се однесувам на улица како да не ме препознава никој. И често тоа цимање од страна знае и да попречи кога си фокусиран на сосема нешто друго, па мораш ќе се сликавам, па ќе си продолжиш. Навистина има тоа фотографирање, да. Сашко и Сашка, и сега не знам, веројатно ти се случувало често да речат, па каде ти е Билјана, зашто со Маја си или не? До таму да работите на популарноста? Имаше една, мислам дека беше и професорка или наставничка до 8 одделение. Или пардон, зашто кај ти е Сашка? Да, ме вида со Маја. И буткавме количка, заревме во некој маркет, не знам кој беше. И таа ме позна, ме запра и вика, супер, а зошто сам, каде ви е Сашка? И викам, па, еве мојата Сашка. Вика, ова не е Сашка? Викам, па нормално дека не е, тоа е Маја. Мислам дека ми беше и девојка, може и сопруга. Викам, па тоа е Маја, тоа ми е партнерката. А што не сте веќе со Сашка? Викам, таа никогаш не била, таа е мајка на едно дете и има сопруг. Па добро, не ви е срам да ги лажете луѓето? И навистина не ви е срам да ги лажете луѓето. Значи, некои многу често веруваа дека веројатно и многу добро функциониравме ние како пар во серијата и луѓето се поистоветија со нашата врска внатре и претпоставуваа дека и логично нели тоа да се продолжи во приватниот живот. Да. Уметнички директор, се нафативте еднаш на таа функција, а потоа рековте не, нешто не ми се допаѓа. Како сега стојат работите во театарот? Кога сега никој би ви рекол, еве сега уметнички директор повторно, Зоран Љутков, можеш да прифатиш? Не. Не? Не. Зошто? Што беше? Многу беше голем притисокот, уметнички директор е сепак нешто што треба да значи. Најголем притисокот, да. Најголем е товарот кон уметничкиот директор затоа што тој е всушност представникот на 70% од институцијата. А тоа е голема маркетингот, тоа е соработката со колегите кои што се во најголем број, тие се носителите на дејност. Всушност преку актерите и преку продукцијата се гледа и лицето на уметничкиот директор и тој е всушност и представник на театарот. Така да, тој е страшен товар кој што мене ми одзимаше премногу веќе од мојата работа. Знаете како, треба и да правиш улога, треба и да седнеш во канцеларија, треба и да сработиш нешто, треба и да комуницираш со луѓето. Едноставно тоа толку многу ме исцрпи, што сватив дека јас не им обрнувам доволно внимание на улогите. Всушност не обрнувам внимание и на актерската работа. Затоа што драмски е најголемата со МН-та, најголемата национална институција која што секогаш функционирала фамилиарно. Никогаш немало некои ексцеси внатре и секогаш кој да бил директор да се појави во драмски, некако се прилагодувал на атмосферата и на екипата која што ја има внатре. Не наметнувал нешто друго. Драмски може да функционира и сам, да биде оставен на актерите и на колективот. Се што ќе проба да се смени, само може да го измести на полош. Така да се погоди тоа пред да се роди Галена. Галена се роди во април, јас веќе во февруар. И мора и уметничкиот и генералниот директор да бидат многу добро да се разбираат. Да комуницира. Мора да има некоја симбиоза. Така да се наеднаш се случи така како што треба и не ви е криво, значи не или криво ви е за нешто што не можевте да го додуркате до крај. Овде, така? Да. Од таму до ова, како штруфовите ти дам, си правев. Си скокав од среќа затоа што не сум повеќе на вистина. Да. А дали тоа кога бевте уметнички директор значеше, не знам, некакви кавги со некои од актерите, некои, не знам, муабети задкулисни, вака популарите ќе зборуваат против уметничкиот директор или сега е повторност и функционира или тогаш функционираше се добро?
Јас ќе зборувам за тој период додека бев јас уметнички директор, од таму наваму нема да коментирам што се случува. Имаше, значи, мене ми беше кејф затоа што знаеа да ми ја скршат вратата и да ми влезат во канцеларија, сакам да кажам фигуративно да влезат и речат зошто мене ме нема таму, јас сакам да работам, сакам да играм, сакам представи. Јас тогаш сватив дека во нашата професија, поготово кај актерите, нема актери кои што не сакаат да играат. Платата е нешто што нели, ќе земеш на крајот на месецот, но можеш и да не работиш цела година, да имаш 2 представи на репертоар, а може да имаш и 28 представи на репертоар, но 99% од актерите сакаат да работат. Ги бараа своите улоги, ги бараа своите ликови, своите херои, ги бараа режисерите. Значи, кавгите, во принцип и оговарањата беа во тој период дај што повеќе да направиме. Не правиш доволно. И што е мене добро. тоа ми ласкаш. И јас сватив дека не можам да одам повеќе од тоа. Затоа што одењето повеќе од тоа значеше да си го заклучам мојата примарна работа, да ја ставам некој шкафче и да ја отворам за некои други времиња. Мораше да се определам каде. Така да, после откажувањето од уметнички директор, се случија многу убави улоги, многу позитивни работи, поинаков тек на настаните. Веројатно треба во вистинско време вистинска одлука да мислам донесеш. дека беше точна. Може би и малку задоцната, но оставив малку простор за да сватам дали е тоа поред или не. Да. Како директор на фестивалот за античка драма Стоби, како функционира таа улога? Како е па дали размислувавте потоа, значи дали да или не? Знаеш како, таа е не сум јас директор на фестивалот, едноставно јас сум изгласан од моите колеги за председател на Сдруженијето фестивал ФАТ Стоби. И тие всушност ми ја дадоа улогата да го водам, ама ние го работиме заедно, колективно, тимски, разговараме многу често на таа тема. Ево го работиме сега рацинови средби, па ние како здружение одлучивме дека рацинови средби треба да го води Васил Зафирчев. Така да нашето здружение направи неколку манифестации, доби европски проект Ladies on the Lake, кој што го направивме минатата година, многу успешен. Таа е некако една независна улога која што ти остава простор да работиш тогаш кога можеш, тогаш кога сакаш, кога имаш потреба. Веројатно и така се прават добрите работи, кога имаш некоја точна мерка или кога имаш голема инспирација за тоа. Така се прават и селекциите, така се прават и разговорите. До каде сте за оваа година? Како да работите? Па веќе сме при крај. Добро, може ли нешто да го знаеме или? Рацинови средби е скоро готов. Само треба да ја направиме сега реализацијата 9 и 10. Паралелно си го работиме фестивал на античка драма Стоби. Негде околу 7 или 8 представи ќе имаме оваа година. Така да ќе имаме и од Казахстан, ќе имаме и од Турција, ќе имаме од Србија, од Хрватска представи, имаме домашна продукција, неколку театри. Така да претпоставувам дека можеби ова 15 годишнина ќе ни биде некако на фестивалот и најкомпактна. Добро. Велес, какви спомени буди тој? Некој од колегите рече, може би требаше тама да одиме, а вие велите после 18 години овде и двата града се мои. Во Велес си го наоѓам при бежиштето. Овој град не сум сигурен дали всушност не може да го чувствувам баш како свој. 100%. Затоа што 100%, затоа што првите 18 години кај што растеш, созреваш, се формираш, сите работи се случувале во тој град, најубавите работи. Овде потоа следуваат товарот и обврските кои што ќе ги имаш наредните години. Така да не се случило повеќе од 10 дена да направам пауза, да не го посетам Велес, да.
и што, каде проводите кај својта, Баш нели? вчера. Добро. Да. Како, што се прави кога се оди во Велес? Имате време да ги видите сите, да се видите со... Работата е што овде немам време да направам ништо, а во Велес во еден ден Имам можам време да за се. направам, да, за се, затоа што таму ми се останати сите пријатели, роднините, театарот, каде што сум пораснал, сега новиот. Така да и фамилијата исто. Имам време да ги посетам и родителите, да посетам и сестра ми, имам време и со пријателите да се видам. Има еден локал паб во центарот на градот, каде што буквално се собираат сите што сакам да ги видам во денот, така да не знам, имам некоја колешка Зорица, кој што кога патуваме од Велес на кај Скопје, му вика кој ќе го види Скопје, целата со воздишки. Јас обратно кога од Скопје кога возиме на кај Велес, па јас сум со целиот со воздишки, да. Леп, сирење, мирење, кабаси, мабаси, чушки, мушки. Леп, сирење, мирење, кабаси, мабаси, чушки, мушки. Ми изгоре луто. Бетио мори! Петлус и Комшо. Колку време ви требаше за да изградите улогата? Улогата е нечи, само е поземен некој лик или? Не. Сосем нов? Да речеме дека тој е тип како што да речеме во големите филмови жанровски негативецот. Овде треба да биде тој немиркото. Значи во некоја поблага форма. Кој што на крај секогаш ќе се коригира, ќе ја свати пораката, ќе се извини. Тој е оној кој што не се грижи за здравието, јаде нездрава храна, но потоа ќе се навикне дека и салатата и овошјето, да. И веројатно Комшо стана пример, баланс за децата да се коригираат во своите постапки, во своите намери. Јас на почеток мислев дека ако тој лик стане некаков херој, дека можеби ќе направи и лоша слика за понатаму. Но баш оние деца кои што се немирковци, кои што се комшовци, веројатно понатаму разговарајќи со родителите, сватив дека и тие ја сватиле суштината на Комшо. Дека Комшо некако почна од секоја сезона се повеќе и повеќе некако да се развива. И многу сум среќен заради тоа и така тој е лик кој што ти менува многу и во приватниот живот. Че ти учи некако поинаку да се однесуваш потоа затоа што ти стануваш херој на децата и малку треба да имаш поинака слика понатаму, Ке сака некој дете да се слика со Комшо и тогаш е друга. Веќе ми пречи мене да речем јас приватно многу сакам да носам брада. Или ми е потребно за некоја улога и ми е многу чудно кога ќе дојдат децата да се сликаат, мене ми е некако непријатно да се сликам со нив, затоа се чувствувам како нечисто со брадата на секој. Тоа е само дел од нашата работа. А ова кул во серијата што е особено им се допаѓа на сите актери, никој како вас не го кажува, тоа беше ваша некоја новина, така речи реплика која што ја користевте приватно или како? Мислам дека не, приватно не сум ја користел никогаш, дури не сум ни сакал да употребувам некаков од друго говорно подрачје зборови да ги користам, но ова cool некако стана... А уште еднаш само? Cool. Добро. Тоа беше од cool. И после модификации многу му се направи, употребувајќи го многу често. Не, затоа што знам дека сите се смеете кога Комшо ќе каже. Да, ама претходно емисиите беа во живо. Живо, да. Тука имаше многу импровизации. Нема каде да се скриеш, не можеш да запреш. Така да мислам дека најдобрите емисии всушност на Петко беа тие во живо. Во живо, некако се најинспиративни. И до ден денес ги гледам и умирам од смеа. Дури кога се појави Комшо, заедно со Цветко, многу од родителите рекоа, ја поместивте границата. Некако отиде и малку и во тинејџерска, што е добро. Да. И така да тоа кул се појави еднаш случајно.
ништо го правевме комшо да биде од типот малку рапер, не знам, да биде најсовремен, да биде cool. во тренд и едноставно раката само тргна кил. И така остана и се направија многу модификации на кул, за на крај да стигне до кил. И за крај на овој дел само да ми кажете што е кул или кога е Зоран Љутков кул? Мислам дека сум постојано кул. Не знам, многу често ми наоѓаат замерки од типот добро, тебе ова не те тангираше. Тоа што ни се случи овде и овде, на работа, приватно, тоа што си го изгуби целиот новчаник, не те тангира. Едноставно, веројатно наоѓам некаков модел во моментот да бидам присебен во се што се случува. Се рефлектира тоа понатаму, ама се рефлектира веројатно кога сум сам. Тоа не може другите да го примат. Така да имам чувство за мене дека сум постојано кул. Сцената ми е простор во кој бегам постојано од реалноста, од луѓето, од приватниот живот. Таа е моје прибежиште кое ме прави почист надвор. Отворено и искрено. Неформално. Со Зоран Љутков.